Нашите пораки се јасни. Ние сакаме правна држава за секого и секаде во Република Македонија. Ние сакаме стабилни институции на системот. Нема стабилна држава без стабилни институции. Да ве прашам сега, кога некој би ве прашал, не само вас, било кого во Македонија, што ви треба, господине? Ја не верувам, или господо, не верувам дека постои еден граѓанин во Македонија на кој ќе му текне да каже све ништо не ми треба, само едно тркало ми треба да се вртам. Има ли тако што тркало ќе побара? Па кога имате власт отуѓена од народот, ќе ви измислува тркала, ќе ви измислува бродови, ќе ви измислува глупости. Ете така ќе ви ги трошат парите. Затоа ви велам дека со помалку пари може да се постигнат многу повеќе ефекти. Што се случува во оваа држава? Истражители се претворија политичките партии и нормално, дали аферата вистинска или не вистинска, таа губи од својот кредибилитет кога не ја соопштува и ја кажува представник на политичка партија. За тоа се бори Гром. Гром се бори оваа држава да има стабилни и вистински институции. Институциите да гарантираат стабилноста на државата. Институциите да бидат тие, а не политичките партии кои ќе откриваат афери, но во исто време ќе ги затвараат тие афери, ќе ги затвараат сите оние што се огрешиле од законот. Гром е коалиција која што бара во оваа држава помалку да се трошат народни пари, помалку да се позајмуваме за да градиме нестопански инвестиции, да се задолжуваме, ама да градиме тоа што ќе носи економски просперитет на Република Македонија. Гром е коалиција која што се залага во Македонија да има демократија, ама вистинска демократија, да се развива цивилното општество, да се развива невладиниот сектор, да има слобода на медиумите, да има слобода на изразување, да граѓаните слободно го изразуваат и своето политичко убедување. Мора да ги изедначиме странските и домашните инвеститори. Никој од странство што дојде среќа не им донесе на нашите работници. Не може тие што доаѓаат од странство сакаат ем да везат, ем да предат, ем бостан да чуваат. Ем да работат работниците многу, ем мали плати да им дадат, ем субвенции да земат од државата да им ги платат при донесите. Каде го има тоа да ми кажат? Во кое село без кучиња тоа го има? Како е можно да добиваат толку големи субвенции, а да се дават толку ниски плати? Тоа е недозволиво и тоа мора да се промени. Каква е оваа држава во која што честиот земјоделец, за кого ако грее сонце е тешко оти го пече, ако врне се плаши дека ќе преврне, родот ќе му го поплави. Ако е пролет треба да брза за да што е можно побрзо изора, наѓубри, ако есен побрзо да го собере родот, секогаш е во трка со времето. Каква е оваа држава во кој што тој земјоделец се плаши зашто ќе му биде укината субвенцијата или ќе го прошетаат како по керамиди низ административните лавиринти и ќе му кажат немаш право. Ајде да се потрудиме да им го лесниме животот. Ајде да се потрудиме на земјоделците да ги намалиме даношните оптеретувања, со цел да ги намалат трошоците, со цел да учествуваат повеќе во извозот, да станат нивните производи поконкурентни, да развиеме конзервната, преработувачката индустрија, така да го кренеме земјоделието. Има време повеќе за пари. Храбри луѓе, сложна земја. Коалиција Гром. Храбро за Македонија. Заокружи 8.